го повикувам да се обрати председателот на локалниот клуб на социјалдемократската младина од Прилеп, Валентин Божиновски. Ајде ти да. Почитувани соборци! Храбри прилепчани, млади, стари, борци против режимот на Груевски и неговиот послушник Маријан Ристевски. Добро вечер! Почитувани млади, членови на локалниот клуб на социјалдемократската младина на Македонија од Прилеп. Нека ни е честит 21-виот роден ден! Дојде и таков ден да славиме роден ден на улица, надвор, со протести и маршеви. И одма да ви кажам, не постои поголема чест, поголемо задоволство од тоа да се прослави роден ден на улицата, надвор со сите вас, на марш против узурпаторите на власта, против насилниците и лажните патриоти. Не постои поголема чест за нас младите да го прославиме роден денот на марш против оние кои ни ја киднапираа државата, против оние кои ни окрадоа иднината, против оние кои 8 години секој дневно ја уништуваат иднината на многу генерации млади прилепчани. Не постои поголема чест за нас младите денес, на нашиот 21 роден ден, да застанеме на чело на маршот, на чело на отпорот против Сад Груевски и неговиот локален поданик Маријан Ристевски. Затоа што во 8 години овие двајца лицемери не создадоа никакви услови и можности на младите да останат во Прилеп, да најдат работа, обезбедат екзистенција и она најважното, да основаат свое семејство, своја фамилија во својот собствен град, драги млади прилепчани. Ти, господине Маријан Ристевски, си директно одговорен за судбината на илјадниците млади прилепчани што го напуштија градот. Носиш директна вина, градоначалниче, затоа што илјадници млади прилепчани, од кои најголем број со високо образование, заминаа да работат како бебиситери и келнери во странските земји. Ти, господине Маријан Ристевски, потроши над 130 милиони евра на паркови и фонтани, а не создаде услови за ниту едно ново работно место. Си ги вработи сопругата и најблиските, си купи нов джип, се обезбеди со пари за неколку поколенија. Од 130 милиони не одвои ништо за финансирање на реални, непартиски, младински проекти. Ти, Маријан Ристевски, ја прокоцка можноста да бидиш вистински татко на градот. Па зарем ти се поважни тендерите за паркови, нишалки и фонтани од судбината и иднината на младите? Зарем не знаеш дека без еланот, духот и прогресивните идеи на младите, секој град е осуден на пропаст? Зарем не си свесен, Маријане, дека не е можно, ама никако не постојат шанси за економски развој на градот без инвестирање во младинските идеи и проекти? Дали си слушнал, Маријане, за локалната стратегија за млади и локален акционен план за справување со младинските проблеми? Сето ова за тебе е шпанско село, Маријане. Ти, градоначалниче во заминување, истера 2 мандати и 2 пати
ја пропушти шансата општината да ја направиш партнер на младите прилепчани. Барем да имаше малку храброст и да ја прифатеше нашата добронамерна идеја за пренамена на местните домови. Наместо да ги продадеш на твоите блиски бизнисмени, да ги пренамениш во центри за развој на младински знаења и вештини. Не само што не прифаќаш добронамерни идеи, туку и не те бидува, Маријане. Доста е од тебе и од твоите. Од тука, градоначалниче, во име на сите млади од Прилеп, би сакал да ти порачам нешто. Твоето заврши. Идниот роден ден на младите социјалдемократи во Прилеп ќе го прославуваме со градоначалник како што Прилеп го заслужува. Ќе го прославиме со Хари Локвенец на чело на градот. Со Хари Локвенец, успешен и докажан човек. Човек од младите за младите. Човек за чиста петка, кој ќе обезбеди 5000 нови работни места со само еден проект. Проект за 5000 микроакумулации. Затоа мора да истраеме со отпорот. Затоа ние младите мора да го понесеме бранот, но и товарот на промените. Отпорот мора да продолжи. Ќе издржиме, ќе истраеме, ќе се избориме. Идат подобри денови, почитувани млади. Доаѓа нова надеж, нова иднина за младите во Прилеп. Да сте ми живи и здрави и вековити.